Доколку сакате промени, земете ги, работите во своји раце. Ако некој го прави тоа е Сдруженијето Конект, кое што го организира петтиот поред донаторски кружок, во кој што в четврток ќе се собираат средства за 3 граѓански организации, кои што во различен сегмент нудат помош и поддршка на различни категории на граѓани. На оваа тема со нашата соговорничка. Велом добро утро за Никица Косиникова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Четврти поред. До каде се подготовките, Никица? Годинава ќе ни биде петтиот донаторски кружок. Простата, юбилеен. Некако со ковидот ми се измеша работите. И веќе подготовките се при крај. Денес ја имаме генералната проба со организациите што ќе ни се представат на кружокот и спремни сме во четврток на 6 јуни да го одржиме петтиот донаторски кружок. И сега ајде малце да се занимаваме со статистика. 2018-та беше првиот? Да. 2008, да, па логично петтиот. 2018-та мислев дека направивте пауза за време на ковидот, затоа помислив дека е четврти. До сега 12 организации биле дел од кружокот, собрани донации во вкупен износ од 1.953.033 денари. Ова е сериозно голема сума. Да. Ние сме многу задоволни, нас секогаш целта ни е на кружокот за секоја од организациите да собереме барем по 100.000 денари. Меѓутоа, еве минатата година ги удвоивме донациите. И тука станува збор за донации на граѓани како сите нас, како вас, како мене, кои што се собираме, се здружуваме и заеднички и најмалите донации овозможуваме да направат големи промени. На секој кружок ни се представуваат 3 различни организации кои што секојдневно одлучиле во своето секојдневно живење да прават позитивни промени, да решаваат одредени промени во заедниците каде што живеат и делуваат. Имаме фотографии и видеоматеријали кои што одат во моментов и ги гледаат нашите гледачи од еден од кружоците. Оно сега што ме интересира, а веројатно и гледачите, за да бидеме и транспарентни во работата на Конект. Многу прецизно се одбираат граѓанските организации кои што ќе учествуваат во целата ова приказна. Сите тие мора да имаат сериозна приказна за себе, истата транспарентно да ја достават и секако по завршувањето на кружокот вие ги следите во континуитет и каде одат парите и дали навистина се трошат како што треба. Токму така, затоа што довербата е клучната состојка на донирањето. Ако ја немаме таа доверба кај донаторите дека средствата кои што тие ќе ги донираат, кои што макотрпно ги заработиле, ќе бидат искористени за вистинската цел, тогаш тоа нема да биде пријатно, позитивно искуство и ако некој таа доверба му е изневерена, нема повторно да донира. Затоа ние водиме сметка да тој процес е целосно транспарентен и отчетен. Организациите ги бираме на отворен повик, значи секој има пристап. Не се тоа организации кои што некој од нас затоа што му се лично блиски си ги одбрал, туку секоја организација непрофитна може да аплицира и да биде дел, да биде представена на донаторскиот кружок. Меѓутоа, ние водиме сметка тие организации редовно да информираат за својата работа, да работат посветено на темата за која што се биле основани. И како што споменавте, после донаторскиот кружок, ние во текот на целата година следиме што тие организации прават со донациите кои што ги добиле на донаторскиот кружок и за тоа ги информираме донаторите пред следниот донаторски кружок. На кои 3 организации граѓански оваа година им се даде шанса, какви приказни носат со себе? Тие носат многу интимни човечки приказни. 3 организации кои што работат со групи ранливи, најмногу жени и млади, фокусов годинава ние на жените и на младите. Првата организација е Акција Сдруженска, која што работи со жените од помалите места, најчесто од рурални средини. Многу од нас кои што живееме во големите градови, не сме свесни дека жените во тие рурални средини се безгласни. Тие единствен пат кога биле во општината било за венчавка. Не знаат дека кога нешто им треба, им недостасува во нивното обкружување, дека може тоа да го побараат од институциите или да се вклучат да бидат дел од решенијата. Акција Сдруженска прави женски кружоци во овие рурални средини, каде што жените се здружуваат и го зајакнуваат својот глас. И се охрабруваат да исчекорат напред и да избуткаат одредени промени. И многу од овие женски кружоци помогнале да се донесе вода во некој села, да се реши некој здравствен проблем
доколку немале пристап до одредена здравствена услуга, да се подобри образованието за нивните деца. Едноставно го добиле својот глас. И на кружокот ќе донираме за да ги поддржиме овие женски кружоци. Морам само да додадам, кога се информирав за оваа организација, многу беше интересно како реагирале мажите на гласот на жените во тие мали рурални средини и какви навистина промени направиле сериозни. Толку така, тоа е неверојатно. затоа што и самите жени, меѓутоа и останатите во селото, или и мажите и останатите генерации, да речам, сватиле дека жените може да бидат партнери во тој процес. Дека жените не се само за да седат дома и да готват, туку тие имаат што да кажат, можат и самите да артикулираат одредена потреба и здружено да помогнат да тоа се реши. И многу е важно, значи, што ние не викаме само а тие жени се кутри и ние преку донациите ќе им помогнеме да тие си купат храна, не. Ние всушност преку донациите ќе ги направиме погласни. Ќе им дадеме да ја почувствуваат моќта дека самите може да направат одредена промена и тоа е нешто што на долг рок носи промена не само кај тие жени, туку и во целата средина во која што тие живеат. Другите две здруженија? Второто здружение е Енхелиус Лихнит од Охрид. Тие се грижат за заштита на културното наследство и да Охрид и околината се развиваат на начин кој што се грижи за наследството и за животната средина. Тие го согледаа проблемот во селото Лакочереј и околните села, каде што младите немаат каче каде да се здружуваат, да творат, едноставно се оставени на улица самите на себе. Енхелиус го реновира старото училиште во селото Лакочереј, да го направи во мултифункционален центар, каде што младите ќе може да се бават со музика, да творат, да сликаат, да се дружат помеѓу себе, едноставно да имаат свој простор, каде што ќе го осознаат и развиваат својот потенцијал. Тие веќе почнаа со реновирање, не чекаат нас, со нивен волонтерски ангажман, со помош од заедницата, почнаа со реновирањето, а ние на донаторскиот кружок ќе ги здружиме нашите донации да им помогнеме да тој центар стане реалност. И третата организација, ние од Шутоа Ризари, иницијатива за правата на жените од Шутоа Ризари. Во Шутоа Ризари, за жал, насилството врз жените се смета честопати како нормална појава во семејството. И жените затоа не се охрабруваат да го пријават и да побараат помош. Ова здружение работи токму на тоа. Им подава рака на жените да си побараат помош и таа помош да ја добијат. За само 8 месеци тие помогнале на 65 жени и нивните деца да добијат психофизичка поддршка, да добијат правна поддршка доколку им е потребно. Она што е следен чекор е да овој центар, кој што организацијата го има, да добие официјална лиценца од Министерството за труд и социјална политика, што ќе им овозможи долгорочно да може да ја пружаат оваа поддршка. Ке можеме ли ние да се вклучиме во целата оваа приказна, како ќе биде организиран в четврток и која е локацијата за информација за нашите? Сите се добре дојдени. Кружокот е во четврток, на 6 јуни, во АТК Премиум клуб, тоа е помеѓу базенот во Карпош и салата Борис Трајковски. Сите се добре дојдени. Ако имате 100 денари да донирате, добре дојдени сте да дојдете и заедно да ги здружиме донациите. Настанот почнува во 19 часот вечерта. Многу е забавно, има многу позитивна енергија. Ако сакате да доживеете нешто позитивно и да бидете дел од убави промени, придружете ни се. Пак ќе правиме статистики и бројки колку е собрано идната недела. Може така? Секако. Благодарам многу за денешното гостување во Македонија наутро. Ние се гледаме секако на 5-тиот поред донаторски кружок. Благодарам и вам.